и протиставени размислувања за делотворбите, но сепак на крајот размислувањата и ги усогласивме и заеднички ја донесовме одлуката за наградени. Сепак да им честитам на сите учесници на конкурсот да не се откажуваат и да продолжат со пишувањето понатаму. Сега ќе ги прочитам по редослед. Јас сум задолжена за учесниците во првата категорија, младинци од 13 до 19 години. Трето место добива творбата по чифра Астра и го повикувам авторот на творбата да дојде овде да ја врачиме за награда и да ја прочита творбата. Астра. Дали авторот на творбата по чифра Астра да ја овде? Љубов и еден ден. Еден ден двоен благослов. Ми запиша една љубов срцето во своите дамари и се прашувам дали ќе паметам или ќе заборавам. Ќе заборавам што е љубов, среќа, себе, но нема да заборавам еден лик, еден глас, едни очи. Никогаш нема да те заборавам тебе. Пролетта ја буди љубовта. Болно е кога те сакам, а ти мене не. Болно е кога ме сакаш, а јас тебе не. Но најболно е кога се сакаме, а заедно никогаш не сме. Да се каже дека секогаш те сакам, работа е проста, а додека те сакав, од животот не ми беше доста. Ако водата е баклиш, ќе ти испратам море. Ако ликот се преграбки, ќе ти испратам шума. Ако љубовта трае за секогаш, ќе ти подарам вечност. Претвори го каменот во прав, солзите во смеа, никот во копнеш, годините во век, а здравот во вечен лек. Никогаш не ми те сака, ако никогаш не ти значи. Ништо не ми кажуве за чувства, ако тие не постојат. Никогаш не ме допире, ако имаш намера да ми го скршиш срцето. Затоа што ти имаш нешто најубаво, нешто најпосебно, нешто што те прави среќен. Нешто што другите го немаат. Ти ме имаш мене, а јас се надевам да имам тебе. Второ место за творбата по чифра Месече. Еден ден, а две слави. Кога рујното вино ногта ги се точи, би сакал да се таа што ме гледа во очи. Таа за тоа што срце ќе ми блеснува, кога ќе те видам, збеснува. Би сакал да се тој нежен цвет, кој би го подарил сиот цвет. Ноги искат се мотиквишо ќе се пее, и секој со сакањето ќе се смее. Среќата и љубовта ќе ме посетат нас, и ќе се пеат песни на цел глас. Свети Трифон, празник кој не обединува, филозофите кројачи ги соединува. Љубовта е таа што жарот во нас го сплотува, и сечија души ја скротува. Што и да напишам за љубовта малко е, тоа е приказ на кој има само почеток, но не и крај. Љубовта е неслончев зрак, што го покрива сечиј мрак. За мене љубов представува името твое, и за друг место нема во срцево мое. Но ти си таа што ми оставя трага, а радост и среќа, моја драга. Ти си еден магичен круг, во кој се изгуби, но не барам пат друг. И јајде сега да наздравиме сите, за оваа љубов, без која него да не бидат истините. Вели за љубовта стои да напишам малкиче. Јас сум Љупче Лалков, имам 14 години и учам во основното училиште
Ime, kako bi ti сега ovo го напише, што и да кажем за Љубовта Малче? Па, зависи од тоа како да напишам целата песна. Најпрв ме инспирира од тоа Лани што го пишува, бидејќи Лани е вместо иста дека. Од песната што ја напишав Лани, ги согледав некои мои грешки, и по тоа јас се инспирирав за ова година да се посветам повеќе за љубовта и да пишувам повеќе за неа. Браво. Сега повикувам прво наградениот по цифра 83457. 83457 има таков. Јас сум Марија Вучкова, имам 13 години и учам во Основното училиште Димко Ангел Габев. Еден ден, две слави. Денот на пролета доаѓа, бликаат сокови од корени, повторно силата се грева. Завршува уште еден животен круг, да се слави треба, че има новораđени. Законот на природата и животниот сок безмилосно го убива. Да, љубовта е тука, да го воскресне. Животот се разбуди и бликна за спаниот сонив сок. Животот оди во нови денови. Следачици кои го вдигнуваат, ние стоиме со блескави лица, љубовта не храни и душата ни ја лечи. Еден датум, многу причини за слава. Доказ за живот и љубов. Не можам да не додам само да ги поздравам тиквишките цветови и да му кажам дека добиваат сериозна конкуренција. Има нешто така и што не те прашам? Фала, и ја неам. Добро, супер. Имаме сега категорија на возрастни. Тоа значи дека микрофонот мора да го прелепи дечки. Јас на дечките помина и морам да ви кажам, сите пристигнати творби беа сериозно разгледани, прочитани од професорките од телевизијата и уште еднаш благодарна за нив, а сега е време да пристапиме во светот на сериозните, на грамадата од писатели, на они кои го красат мојата телевизија. Повикувам мојот голем пријател, професор Златко, да ни се придржи на сцената и ве молам, поздравете го за Топол Апол. Посакувам брадеше Топол да продолжи на сите оние кои го сакаат поетскиот збор. Помогите на пролетта која е асоцирана живот и љубов. И сакам на повозрастните во кои за жал и беше и јас плаќам, но не ја рекам за жал. Но во суштина сите сме деца и никогаш нема да престанеме да бидеме деца. Во тоа се состои и убавината на животот, да бидеме вечни деца. Сакал да ги соопштам оние кои заслужено се добија некоја награда. Во втора категорија на возраст од 19 години, како што кажа Диме, до 103 и повеќе. Трето место го доби под шифра во виното, односно насловот е во виното, а шифрата е Зуница. Најпрво да ви се представам, јас сум Маријунка Андоновска. Доаѓам од година, оваа трета награда и припаѓа на мојата колешка, поетеса Лилјана Атанасова, која е од Скопје, и лично ви се благодарувам. А сега ќе имате чест да ја слушнете незината песна. Во виното, во таа капка румен, капка примамлива, во душа топлина што грее, ја барам вистината на животот, на љубовта, на постоење. Во таа капка, сончевина на поета и благост небесна преточена, го барам сонувањето и мечтаењето. Таа капка благословена за Божја причест,
душава и срце му ми стопува. Само мир од себе ми преточува. Надеж за подобра иднина. Од неа пија благослов Божји во капките скрие. Ви благодарам. Значи, одма да заклучиме за каков писател става збор. Ја замислувате, нели? Тоа е жена во води, веројатно, громадава човек. 55 е родена, редовно предручек пие 2 ракии, а за време на ручек по една чаша рујно вино. Сега може уште еден аплауз за гостите. За второ место во категоријата 2 од шифра Старо вино, наслов Лозари. Старо вино. Добро вечер. Јас сум Ангел Јанев, член на клубот на поетите и Дружение на пензионерите Каладрци. Ја прочитам песната Лозар, која што е второ награден. Врз испукани гранки на лозите, со очи налик на изморени облаци, лозари од излитени торби на денот искураат благослов и надеж со вкус на старо вино. И со секоја стапка од летежната нозе сонцето врз бела постела го крша. Свиткани врз сувата трева, на меѓата од лански мисли, со бич на северот времето го сеча. Солзите на плачот, од лозите што на припек се ронат, испрсти минуваат. Со молитвите на Свети Трифун заспиваат. Најпосле загарите, сонцето задри го избрка, денот изморено заспива. Значи, од слушателот, малку да се веселиме нотата на вечерта. За авторот, ама сега, вие го видите, ја да ви кажам дека за Анđел станал збор и беше правник Ангел од цел живот. Сега човек до пензија најверојатно бичот, лозата, лозното пишување, најверојатно авторот жали за нешто пропуштено во младост. За Анđел не се дали. Одличен ти беше текстот и другата награда под прво место ништо не признавате. Браво, Зани. А сега афирмативно. За првото место. И прво место од шифра Јастреб, а во наслов Свети Трифон и Свети Валентин, но појугове да ја прочитам. Шифра Јастреб. Горе добре, јасно, да, хвала. Други. Една црква, два поглавара, еден ден, а две слави. Два светитела на Бога предадени да ја шират љубовта на свој начин. Љубовта е врв на стрмот. Како калемено дрво, па често е забранета. Ако добро се искрои, плод ке роди, ке обстои. Како лоза, вино ке те напои. Како чедо што се сака, во мајчинска топла рака, мајката млеко ке го надои. Уште како мало дете Свети Трифон Бог го дарувал. Гуски чувал, билки берел, болни лекувал, лозари и овоштари подучувал. А Свети Валентин се исповедал, забранети бракови тајно венчавал, затоа и двајцата се прифатени и двајцата чествувани. Благодарам.
Школюбче одмрзане. На Гардениот со шифра Јастреб и најубавата песна прогласена од жири комисијата за ова 2020. Ти благодарам. Окей. Добро вечер, браво. Ами луѓе, мило ми е што ве имamo како и што ве имamo сите генерации. Конечно, ова е втора година каде што ние од Тиквешки цветови дефинитивно сме станати тиквешки. И многу ми е мило за тоа, мило ми е што Душко рече дека конечно Тиквешки цветови добиваат конкуренција. Тоа го видовме во првата категорија пишувачи, значи прекрасните преводачи. Јас сум фасцинирана од изборот, од незнаењето, кого наградуваме, фасцинирана сум како се наместиле коцките и ликовите. Многу ми е мило што имаше спротиставени мислења при одлучувањето на наградите и верувајте дека бевме навистина активни и посветени и на некој начин се изморивме од анализирањето на песни. Исто така сакам да ви кажам, секој кој што смета дека е обесправен и дека не е награден, а смета дека приложил добра песна, слободно мене нека ми се обрати. Јас сум тука на располагање и спремна за секакви критики. И за позитивни, и за негативни, но меѓу себе, да се разбереме. Иако сум комисија, тоа не значи дека сум светица. Ја поканувам шифрата дете да дојде и да прочита гран при на овој конкурс по Entendete? Ефаела микрофонот намислим за дете. Прво им честитам на сите наградени и на сите учесници на овој конкурс. А си честитам и на детето во мене, за тоа што не престанува да твори и создава за децата. Свети Трифун, знаеш ли ти, дедо мој, денес дека е денотворни? Денес е Свети Трифун, на Лозие треба да се оди. Патот таму тебе ќе те води. За лозијата да ги кроиш, ти треба таму да бидеш. Ама не треба само да гледаш и да стоиш, туку треба и да заклоиш. Затоа баба во торбата лед, вино и ракија ти спреми, а ти ножиците за кроење ги земи. И вака треба да кажеш: Лозие моје мило, пред тебе стојам и јас треба да те кројам. Ластари ти ќе биеш, не треба да се криеш. Сонце тебе ќе те грее, а гроздјето ќе зрее. Уште и благослов ќе дадиш. Многу гроздје да има, лозјето наше цело да роди црвено и бело. Тоа е детето во мене. Што да правам? Ова жена многу ја сака. Благодарам. Ти се можеш ги дадеш? Ништо не е наместено, наистина фасцинантно е ова сето. Че има уште пишување за деца. Дека нема ништо случајно во животот. Светот на поезијата е
илузија, бајка, волшебство или со еден збор магија. Ако вие кои имате години малку и сте присутни тука со многу љубов, ете имате мегдан, ете имате простор, ете ви арена, ете ви луѓе, ете ви пријатели, ете ви подадена рака. Пишувајте, творете, затоа што човештвото што е? Да работиш, живееш, а попатно создаваш дела. Дека ништо не е случајно, вечерта ќе ја завршиме токму вака. Се разлева милост под ова наше сонце, убави. Ете чедо, ете мала голем човеку, ете мој пријателе. Ти си дете од мајка што под кладенец вода пиеше од подпланина. Ти си рожба македонска, ти си човек со корен, јунак со срце, ти си вечност, вие сте деца на Македонија. Ви благодарам за прекрасната вечер, што искрено сакам да се повтори и пак, и пак, и пак, и пак на пат до вечността. Благодарам и имајте сладки сништа вечерва, макар и да е вашата пијаница. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.